Договорот е во полнек и почнува со својата имплементација. Јас сум убеден силно дека тој договор ќе донесе само бенефит, само придобивки, само убава иднина за двете страни. И за нашата, и за грчката страна, и за двата народи. Од тој аспект, ние политичарите постоиме да им служиме на граѓаните. А граѓаните уште сега во огромно мнозинство се за договорите. Со самата реализација, тоа мнозинство ќе тежне кон 100% мнозинство. Јас сум убеден дека не постои политичар на светот кој што ќе тргне против граѓаните, заради тоа што тие се нашите бирачи. Секако ќе покаже времето, опозицијата некогаш ќе стане власт. Се надевам тоа ќе биде малку подалеку од денеска, во било која од двете страни, но кога и да се случи тоа, праксата ќе покаже дека тоа што е постигнато секој сака да го сочува и да оди напред. Да работи за својот народ, да донесе нови придобивки и знам дека тоа ќе се случи поврзано и овде во договорот. Во нашиот случај, тоа би значело директно дали опозицијата ако стане власт ќе се откаже од НАТО, ќе ги врати работите во НАТО процесот. Тоа е договорот од Преспа и поврзаноста со НАТО процесот. Или ќе престане да преговара со поглавјата од Европската унија? Не. Ова е неповратен процес. И секој што застанува заедно со ветрот кон процесот да го подржи во функција на подршка на договорот, може само да очекува придобивки од граѓаните на кои што им служиме. Така да сум целосно убеден дека договорите ќе бидат подржани во нивната имплементација и од опозициите во двете земји, затоа што ќе бидат подржани од се поголемо огромно мнозинство на граѓаните од двете земји.